му се радуваш на огнот, но не и на пожарот. Му се радуваш на домот, но само кога е безбеден. Полиси за домакинство на Осигурување Македонија. Сега со подобрени услови. Тука сме. Две одлични средби, две одлични партии, секој коментар си го даде своето против Словенија и против Црна Гора. Какви се впечатоците и коментарите од она што го сработивте на овие две средби? Па среќни сме да имаме старт како што сонуваме, 2 надпревари, 2 победи. Играме добро, 2 неизвестни надпревари добиваме во самиот финиш, што е голем квалитет по мене за секоја пофалба и од врвот на табелата го чекаме последното коло надпревар со Германија, на кој што можеме многу да добиеме, се спремаме максимално и ќе дадеме се од себе да биде секако што треба. Имаше ли можеби некои оптимисти меѓу вас во репрезентацијата пред почеток на првенството дека ќе биде Македонија со 4 бода, рамо до рамо со Хрватска, со Шпанија и со Франција, единствени 4 селекции кои што имаат по 2 победи во првите 2 кола? Па добро, за тој голем успех што го сонуваме и што го посакуваме сите, нели, што го изјавуваме, знаевме дека мора да стартуваме со 2 победи за да се направи нешто, да се биде меѓу првите 6-8, не знам што подразбираме под успех, али во секој случај за да се направи нешто повеќе од тој пролаз во наредна фаза што го имавме на претходните европски првенства, знаевме дека мора да се победи Словенија. А Црна Гора ни беше надпревар кај што бевме фаворити уште пред самото првенство, кој што мораше да се победи и затоа и беше толку тежок вчера. И го сонувавме, ние го посакувавме тоа и дојдовме, тоа беа први 2 надпревари кај што сме најсвежи, најсконцентрирани и најспремни и едноставно го сонувавме, го предвидувавме тоа, меѓутоа станува збор за 2 екстра квалитетни репрезентации, не можеш однапред да бидеш сигурен во тие 2 победи. Никој не може да биде сигурен на првенство во победа на било кој меч, доказ е и вчерашниот пораз на Данска од Чешка. Така да среќни сме што сме први на табела, што имаме 4 бода и идеме понатака. Дека за да се стане европски шампион и да се постигне успех кој што се посакува, мора да се победува против секого. Може ли Македонија и против европскиот шампион? Па зошто да не може, мислам, ние покажавме многу и направивме многу до сега, но уште немаме ништо направено. Бидејќи ние дојдовме тука за да направиме голем успех, а за тоа ни се потребни уште победи. Ќе повторам пак, направивме многу со овие 2 победи, но ако овде застанеме не сме направили ништо. Така да идеме ние од надпревар во надпревар и за нас сега овој надпревар против Германија е по мене, мислам дека е четврт финале. Мислам дека со евентуална победа против Германија ние сме со една нога таму каде што сонува цела Македонија да бидеме. Благодарам, па да се видиме во Вараждин со 4 бода и секако да стартуваме од онака како што сите посакуваме. Дај Боже, се надевам.